Посебно во времево на пандемијава, кај некои луѓе да, бидејќи тие се склони да веруваат на лажни вести, па си дозволуваат и да ги обвинат медиумите дека се дел од таа некоја светска пропаганда, дека наскоро ќе ја дознаеме мистеријата зошто се тоа се случува, ама ете поминаа 2 години па никако да дознаеме што се крие позади пандемијата. Луѓето се склони да веруваат на лажни вести за жал и веруваат дека се што ќе видат на YouTube, на Facebook, на интернет, што ќе видат на некој портал дека е тоа вистина, многу од луѓето и не се новинарски писмени, ако можам така да кажам, за да проценат која вест е лажна вест, а која вест е вистинска вест. Сметам дека некој доколку секојдневно се информира од традиционални, од познати медиуми, од брендови, ако можам така да кажам, медиумски брендови, тогаш ќе направат разликата меѓу еден сериозен медиум, еден сериозен портал и еден портал кој што има некоја чудна структура, некои текстови без извори, некои чудни наслови или последно што видов македонски некој портал, зборовите кои што Facebook би ги препознал дека се поврзани со пандемијата, за да не бидат препознаени текстот, да не биде означен како дека има неточни информации поврзани со пандемијата, беа разделени со хаштази. Тоа би требало некому да му биде знак дека еден сериозен медиум не би ги пишувал своите текстови така. За жал во Германија има такво влијание, тие лажни вести имаат и се случуваше луѓето да излегуваат на протести и да се повикуваат на некои извори што тие ги нашле, на некои доктори или медиуми во кои тие веруваат, но доколку човек седне и ги прочита или ги изанализира содржините на тие такви медиуми или изјави од стручни лица, ќе заклучи дека тоа е лага и дека тоа е пропаганда на некоја друга страна која веројатно има интерес општествата да се нестабилни, кризата да трае подолго. Така. Имаше и таков пример со интервју на руската Russia Today во Германија, снимено со германски доктор, кој што даваше информации поврзани со вакцинацијата и дел од медиумите во Македонија го земаат тоа здраво за готово и веруваат дека тоа е точно, без да проанализираат дали на вистина како што пренесуваат дека докторот е универзитетски професор е тоа, не тој е матичен лекар кој што има едноставно ставови против вакцината, против генерално вакцинацијата, против смета дека ХИВ вирусот не постои, дека болестите се лечат со гледање во сонце или јадење здрава храна, пиење вода и такви некои работи. Објаснувањето беше дека Russia Today го направила интервјуто за да создаде немир во германското општество, луѓето да немаат доверба во вакцините и да трае пандемијата подолго, а со тоа и економијата германска да биде подолго време погодена. Так. Новинарството го прогласи Европската унија како јавно добро, особено во ова време на пандемија. И сведоци сме дека во многу општества се посветува внимание на тоа да се информираат луѓето, да се едуцираат за лажните вести. Дали и во Германија ова случај, со оглед дека за разлика да речеме од други западноевропски земји или скандинавските земји, вакцинацијата не го постигна тоа ниво кое што се очекуваше? Во Германија има, според последните бројки што ги гледав во медиумите, дека бројката е околу на целосно вакцинирани, значи целосно имунизирани, околу 85%, што значи е висока, но според германските власти и недоволно висока. Тие се обидуваат колку што е можно повеќе луѓе да добијат целосна имунизација преку вакцинација. И тоа се прави и со кампањи, и со објаснување во медиуми, и со прилози, и со изјави на политичарите, како што претходно реков, луѓето кои што следат традиционални медиуми или медиуми кои што се познати и екзистираат со години, ќе направат разликата кога ќе ги читаат текстовите таму и кога ќе ги читаат текстовите од некои портали кои што не ги познаваат и ги виделе вчера, денеска за прв пат.
И во меѓувреме знаеме сите дека Facebook ги означува постовите поврзани со вакцинацијата и пандемијата како постови кои што содржат лажни вести или делумно точни вести, па сето тоа мислам дека е некаков показател за луѓето каде би требале да ги бараат информациите, каде би требале да се насочат и од каде да се информираат. Овој чекор беше оценет од многумина како обид за цензура на социјалните медиуми, особено нели, или како лов на вештерки во смисол дека се скратува слободата на говор. Дали во Германија има таков обид да бидат да има некаков отпор кон тоа да се означуваат лажните вести или што е тоа лажно во веста? Се смета ли дека има на некој начин обид за цензура? Веројатно ако интервјуирате некого од таа популација која што одеше на протести во Германија против мерките, против вакцинацијата сега во меѓувреме, тие ќе одговорат да, тоа е цензура, но во Германија немате цензура, секој има право да каже што мисли, медиумите се слободни. Сега сметам дека доколку некој изнесува лажни вести, со тоа го доведува во опасност целото општество, своите блиски, па и себе самиот, тогаш на некој начин треба тоа и да се каже или покаже или означи на Facebook, па дека е тоа лажна вест. Јас не гледам никаков проблем во тоа. Во јавноста генерално нема таков став дека тоа е сега цензура во германските медиуми или генерално на Facebook или во општеството дека постои. Но како што реков, ако интервјуирате човек од таа популација, од тие луѓе кои што одеа на протести, тие сигурно ќе ви речат да, тоа е цензура, или овие медиуми кои што сите ги знаеме, тие работат за таа пропаганда, што во реалноста всушност не е точно.